I parazitali, ja sam Stefan od kanala Ceklona, kako što možete da vidite, mada ne znam da li сега momentalno me gledate, ама nema връзка, isto така не знам ni da li me slušate, vidjet će malko vetrovito. Denaska će probam, dobro, ne da probam, туку će vi pokažem kako da napravite slike kakvi što se ova tuka izgledат интересно и убаво, зарем не? И сега некои си мисли дека е многу тешко, напротив не е. Сега ја како ќе ги рекреатирам или како ќе ги правам, ја ќе ги користам овие работи. Да, добро гледат. Да се пребацам јас на сликањето, се после ќе ви покажам се точно како ви треба, ова беше само увод на видео. Па, ајде. Поздравители, јас сум Стефан на каналот Цеклона. Зашто почна ја интро да го кажам? Бог те знае, сега е оној дел на едитирање на сликите, она како да направите таква слика како што видовте. Сликите ги вчитав, како што гледам, поради ветерот малку се размрдани, да се разлекуваат, нема да прави голем проблем. Ја селектирам целата слика, ја копираме, тука ќе ја префрлиме, само ова да се наместам така. Се префрлим сликата, да се префрли добро. Сега одиме Quick Selection и сето тоа тука што е меѓу метлите ќе го селектираме само да не префрлим. Вака, нели, тука целата метла треба да биде не, а боја е само шаката да растане вака. Да. Тука така. Сега да оценирам. Има ли уште нешто што треба да се селектира? Тоа е тука. Тоа некада не цело. Ќе оставам до тука, тука се селектира. И сега на ова одиме Delete. Да. Тоа е тоа. Сега чекај да го отселектирам. Ова всушност не. Сум направил грешка, треба метлата да ја отселектирам. Тоа одиме тука. И метлата многу гасно се решили тоа, Delete. Ето. Сликата сега за сега па речи си е готова, иако не е тука, малку се прави разлика, дали тоа од фотографијата. Ако е, направиме вака, ајде да видиме дали Delete. Не, тука, ова малку може би ќе прави проблем, иако не е ништо страшно. Сега треба да, тоа што треба да го направите е да ги зачувате фотографијата, не е битно како, нека биде PNG, Save. Зашто ги зачувате фотографиите, бидејќи доколку сега кликнеме тука и одиме, пример, Edit, било што чекате. Селектираме Image, Adjustment, Brightness and Contrast. Кога зголемиме, гледате што се случува? Ако е една фотографија, ќе ја зачува како една фотографија, затоа. Иако и ова е до некаде cool ефект, но да, нема потреба да го правите тоа, затоа сега ја отвараме, чекайте. Ја отвараме последната фотографија, тоа е ова. Open. И сега тука можете да ја едитирате колку сакате. Ови буквално. Brightness, контрастот ќе го зголемиме малку вака за да добиеме повеќе бои. Brightnessот нема потреба, да не се приметувам толку многу. А тука, уште малку, окей, да биде посветло. Тука можете да му правите што и да сакате од тука натаму, исто така
Нещо што ќе можете да го направите е да селектирате, не се, нешто, ова што е надвор од метлите. Вака. Само нема да селектирам раката. Добро, тука некаде, докаде што треба да е телото. И горе. И сега ова малку ќе потребам. Треба да го селектира цело. Тука, тоа. И сега ќе треба. Сега, вистина дека не селектирав добро, но нема врска тоа дека го правите со дрво и со по-живи бои ќе биде полесно. Ја го правам на брзина така да немам ни потреба такво нешто, одиме на blur. Сега пак треба да почекам дали ќе сака да го направи тоа што ја сакам. Blur, пример, blur. Blur. Сега треба да ми каже колку. Разбораме. Така да разбораме уште. Нас може да малку, но нема да така. Тука некаде. Brightness. Добро, не само ќе направам обичен blur, друго ништо. Враќање на почеток, обичен blur и ќе го намалам ова. Тука поентата беше само вие да останете во фокус, blur да биде се околу вас, бидејќи го правев со метли, беше полупародија ова, нема врска, сликата излезе како што излезе, може да излезе многу поубава. Тоа ви беше туторијал како да направите таква слика за на Instagram. Сега сликата ви е спремна за Instagram, доколку го сакате да ја едитирате повеќе. Имате на телефон апликации кои се викаат како што се Lightroom и Snapseed. Доколку ги симнете, според мене тие се едни од најдобрите апликации за едитирање на слики за Instagram. Така да тоа беше тоа од мене за ова видео, ние се гледам следниот пат. А до тогаш, што до тогаш? Поздрав!